إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى ќе продолжиме со ова изворедна книга, со овие изворедни учења, а тоа е книгата Ал-Мухаррар од Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах. Ние уште сме во Китабу Тахара, книгата на чисточата, на чистотијата, во поглавието на абдестот. Следниот хадис кој го спомнуват авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах е: وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود. Во овај хадис кој го спомнуват Ибн Абдул Хади рахимуллах и кој пренесет исто во Муснедот имам Ахмед и Суненот Абу Давуд рахимахумуллах, велит Халид ибн Ма'дан од неколку, од повеќе од сахаба, не се само еден сахаба, ба'ди асхаби, неколку од асхабите на пекамберот салаллаху алейхи васелам пренесуваат, и тука не се напомнуват ниту еден од сахаба со неговото име, туку неколку од сахаба. Ова нема никакво влијание врз аутентичноста на хадисот. Важноста е за аутентичноста на хадисот да се потврди или не, да се знае дека од еден сахаби е пренесето. Кога од сахаби е пренесето, се знае, се спомнуваат како тука сахаба, асхаби неби салаллаху алейхи васелам, и како ше вели шейх Утајмин рахимуллах, сахаба се сите, веродостојни. Така што познатите од нив и непознатите од нив се исто како познатите од нив. Дали сега ние ги знаеме тука имињата и тие личности специфично од сахаба или не ги познаваме, тоа не игра за нас улога. Само го спомнавме како придобивка за да не да не предизвикат кај некого недоразбирање и да замисли дека нешто има слабост или мана во синџирот на ова пренесување. Неколку од асхабите на пекамберот салаллаху алейхи васелам видоа дека нашиот пекамбер салаллаху алейхи васелам виде еден човек како се клањат. Но во неговата нога, во подзадината, на петицата, кај петицата од неговата нога, забележа пекамберот салаллаху алейхи васелам еден дел кој не беше измиен со абдестот. Но немаше водата, него немаше водата допрено. А тој дел беше голем колку еден дирхем. Еден дирхем е големината на еден дирхем, од прилика да знаеме што се збори тука, е кога ќе ги поврзиш показалецот, прстот показалецот и големиот прст дебелиот. Кога ќе ги составиш двата, како колца, како прстен кога ќе направиш, тоа тоа што е дупката тука, толку е големината
на еден дирхам од прилика. Значи, толку големо место на неговата петица забележа нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селам, кај тој човек да не го имаше допрено водата кога земал абдест. Што направи тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам? Му нареди на тој човек да го повтори неговиот абдест и да го повтори намазот. Значи да го повтори и абдестот и неговиот намаз. Значи тој клањал без абдест и без абдест не се примат намазот. Така што овај хадис учиме колку е важно, врвно важно, да оние дела кои ни се нас задолжни да ги измиеме за абдест, да ги измиеме добро внимателно, да бидиме пазливи во миењето на тие дела од телото. Зошто? Зошто може да се случи ваква ситуација и твојот намаз да не биде прифатен. Твојот намаз да не е, значи, валиден. Вели шейх Зейд ибн Хади ал-Медхали рахимахуллах дека во овај хадис содржуваат да човекот е задолжен, значи не е препорачливо, не е пожелно, туку ваџиб, задолжност, да го изврши неговото чистење, а тука е тоа чистење, значи абдестот, да го изврши на најсовршен начин. И треба исто да се пази добро кога зема, вели шейх Зейд, продолжувате, вели, треба да пази добро во миењето на неговите дела кои се задолжни, а нарочито петициите од нозите. Зошто може тука човекот да се покаже, значи, невнимателен. Да се покаже невнимателен. И велит пекамберот салаллаху алейхи ва салам, велит وَوَيْلٌ لِلْإِقَابِ مِنَ النَّارِ. Значи, тешко тие петици од оганот, од пеколот. Значи, ова е, во овај хадис, што го напомнува шейх Зейд од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, предупредување. Зошто човекот баш тогаш и на крајот на неговото, значи, зашто петициите се нозите крајот што човекот ги измилуват, да губи човекот концентрација и да се покаже невнимателен до крајно во извршувањето на неговиот абдест. Затоа, значи, треба човекот врвно да се пазит во миење на неговите петици. Ама ова исто ни покажуваат нас и во другите дела, значи дали е тоа во миење на лицето или раците, или месхување на глата и така натаму, во сите тие треба човекот да биде врвно пажлив и врвно да се трудит за тие целосно да бидат со вода поминати, за да не оставит некое суво место, што така тогаш неговиот намаз не е валиден. Не е валиден. Аллах субхана ва таала нема потреба за нас. Ние имаме потреба за Аллах субхана ва таала. Значи, некој може да се замислува што ти знам јас. Ти замисли во дуњалокот. Имаш во некои фирми и во некои работи кои тебе ти прават како се вика тоа ти пропис како да се облекуваш. Значи, имаш пропис
I ljuѓето се држат во тоа. И се прецизни. И не кажуваат никаков збор. А како е тогаш во врска со Аллах субханаху ва таала? Значи ти не можеш да земиш абдест ти како сакаш или јас како сакам или ние како сакаме. Пола да го оставиш, пола да го измиеш, еден дел да измиеш, другиот дел не и така натаму. Не. Ти си роб Аллахов. Ти има да бидиш прашуван. Имаш да дадеш обрачун пред Аллах субханаху ва таала. Затоа, тебе ти се работи задолжни направени, ако ти не ги извршиш онака како што е барано од тебе, ќе бидиш казнет. Зошто оставање на ваџипот е, значи, што е дефиницијата на ваџипот? Ако го направиш, ќе бидиш награден. Ако го оставиш, ќе бидиш казнет. Потоа, другиот хадис, кој го спомнуваат шейх الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله بروي 63 كوي وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساع إلى 5 أمداد متفق عليه. Во овај хадис, кој го спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах, кој е пренесет од Анес ибн Малик, а овај хадис е во Сахихейн, значи во Сахих Ал-Бухари и Сахих Муслим, велит Анес рахимахуллах, дека пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам земаше абдест со една грст вода. Значи, овде учиме во овај хадис со колку вода, со колку литри или милилитри вода земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам абдест. Со една грст рака, значи со раце, со два грста кога ќе ги состави човекот заедно, со два грста, со толку вода земаше пекамберот саллаллаху целосно абдест. А со еден саа, значи ова саа е исто како саот од давање на закатул фитр, садакатул фитр, закатул фитр, на крајот на Рамазан, на постот, кога стават еден саа, значи 4 грста. Со 4 грста земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем, или 5 највише, или 5 до 5, земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем гусул. За да сатиме да биде полесно, поедноставно, колку е еден мут? Од прилика е малце повеќе од пола литро вода. Малце повеќе од пола литро вода земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, абдест. А од прилика 3 литра вода, со 3 литра вода, значи ја не кажу овде погрешно, не ова, значи погрешно изрекување. Ја, значи, сум во, како се вика по наше, значи сум во јасност што зборам. Со 3 литра вода скоро. Со 3 литра, не 30 литра. Не може да мисли 3, не 30. 3 литри вода земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем гусул. А со пола литро и малце повеќе земаше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем абдест. Шейх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овај хадис
veli дека овај хадис содржуваат количината на вода која употребуваше пекамберот салаллаху алейхи васелам за гусул земање и за абдест земање. Зошто пекамберот салаллаху алейхи земаше гусул со 1 саа до 5 грсти, значи 1 саа 4 грста до 5, значи со отприлика 3 литра вода. Со 3 литри вода земаше пекамберот салаллаху алейхи васелам гусул. А со пола литро вода земаше пекамберот салаллаху алейхи васелам абдест. Земаше пекамберот салаллаху алейхи васелам абдест. И овде, значи, муддин, муд. Муд е, значи грст. Грст од еден среден човек. Значи, не човек што имат малечки раце, а и не човек што имат огромни раце. Значи, средни грста од еден среден човек кој има средни големи раце. Во Медина, на универзитетот, се случуваше да некогаш професорите да носеа, значи, како конзерва таке гледано, правена од плек, колку изгледа, значи, еден мут. И кога ќе гледа, значи, количината што може вода да влезе внатра, е малце повеќе од пола литро вода. Што бил мут во времето на пекамберот салаллаху алейхи васелам од прилика. Но важно е, како што вели шејх Зейд рахимахуллах, од една страна да тука содржуваат хадисот, забрането е да се изфрлуваат водата без потреба. Значи, забрането е да се злоупотребуваат водата без потреба. Од овај хадис го учиме тоа, дека е забрането да се злоупотребуваат водата без потреба. И како што има други хадиси пренесето, иако се најдуваш пред една река или океан. Забрането ти е, значи, да бидиш, да ја злоупотребуваш водата во земање на абдест. Но важно е да во ова земање на абдест да ти да ги измиеш добро оние дела кои ти се задолжни тебе за земање на абдест. Значи, од една страна ти не претеруваш во изфрлање на водата и во друга страна со таја мала количина на вода пазиш ти, значи да го исполниш, односно она што е барано од тебе и од мене. И вакви примери имат се многу бројни во нашата вера. Ова кажуваат ние сега, во летниот период, нарочито кај нашите земји, имаме проблем со водата. Немат вода. Зошто луѓето злоупотребуваат водата. Како ако живеа муслиманите со овие хадиси? Тогаш не ќе немат потреба тогаш општината и надлежните органи да бараат барања од луѓето да тие да не ја злоупотребуваат водата. Зошто види во вакви врвни верски дела, тебе ти е и мене забрането да ја злоупотребуваш водата. А како е за други работи? Следниот хадис, број 64, велит ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. В ovaj hadis, što go prenesuvat Omar el-Faruq radijallahu an, deka pekambero sallallahu alaihi wasallam veli slednoto: nikoj od vas ne zemat abdest potpolno, su site negovi baranja, a na kraj od abdestot go veli slednoto: Ešhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la šarika lah wa ešhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Znači go veli ova, znači ja stvrdam deka nikoj nemat pravo da bidit obožavan ostven eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala koji nemat ortak, i tvrdam i svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wasallam je Allahov rob i pratenik, ostven, koga toj go tvrdit ova, go svedočit ova, znači zemat jednoš abdest na potpolen, sovaršen način. A proto go velit ova: Ešhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la šarika lah wa ešhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A koga go velit toj ova, posle zemanje na negovi od abdest, mu se otvorad na nego osum te vrati od džennetot i vlagat od koja sakat toj. Znači na sudnji den. Znači ova je ogromna, velika nagrada koju može bi golem broj od nas zaostavuvat i se pokažuvat nevnimatelni. Znači, ovaj hadis, ova verzija je preneset vo Sahih Muslim. Imame Tirmidhi ima malo dodavanje, a to je, slednite zborovi od pekambera sallallahu alaihi sallam, da rečiš Allahumma iđ'alni min at-tawabin wađ'alni min al-mutatahhirin. O Allah, napravi me mene od onije koji se pokajuvat i napravi me mene od onije koji se čistat. Znači ta dodatkata vo verzijata od imame Tirmidhi rahimahullah. Znači ovaj hadis, znači imat ogromno postrećuvanje za vernikot. A to je znači da zemi toj abdest so site negovi propisi, a potom na kraj da go rečit ova. A to beše znači Ešhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la šarika lah wa ešhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma iđ'alni min at-tawabin wađ'alni min al-mutatahhirin. Ova je legitimirano, preporačljivo da se velit posle sekoj eden abdest. A nagradata je za to, kako še velit pekambera sallallahu alaihi sallam, illa futihad lahu abuabul dženneti thamaniyah yadkhulu min ayuha ša. Ostven mu se otvarad njemu site 8 vrati od džennetot i toj vlagat od koja sakat toj. I veli šejh Zaid rahimahullah deka ovaj hadis sodržuvat vrednosta na izvršuvanja abdes so negovite propisi. Za to je da go ispolnit abdestot, da go napravit na sovaršen način, onaka kako še je propišano vo našata vera, onaka kako še mi pokaže od nas, naši od pekamber sallallahu alaihi wasallam. To ak je bidi znači njegovata nagrada na sudnji od den, da mu se otvora njemu site 8 vrati od džennetot i toj da vlezit od koja sakat toj. I veli šejh Zaid rahimahullah deka ovaj zikr,
ова викруање, значи овие зборови се изрекуваат одма после земањето на абдест. Одма после земањето на абдест се напомнуваат овие зборови. Значи се многу лесни на јазикот, многу едноставни, но со голема врвна награда. Но не е работата само да ги изговориш овие, како еден папагај. Не, работата исто требиш да ги имаш во твоето срце цврсто имплементирани и да бидиш цврсто уверен во тоа што го изговараш. Во тоа што го изговараш. А не да го изговараш и паметот, и срцето на пазар, паметот не зна врека и не зна каде. Тоа не се барат од тебе. Барано е да бидит срцето твое тука, да бидит поврзано со Аллах субхана ва та'ала. Следниот хадис, број 65, велит Ибн Абдул-Хади рахимуллах: وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. وهؤلاء الرجال الصحيح. Овој хадис je пренесен значи од Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума. И Ибн Абдул-Хади рахимуллах вели на крај дека пренесувачите Кабиса, Суфјан, Зейд ибн Аслам, Ата ибн Јесар се значи пренесувачи кои се задоволни Бухари и Муслим. Значи овие пренесувачи се исто се најдуваат значи во Бухари и Муслим. Значи овие пренесувачи исполнуваат барањата, критериите, условите на Бухари и Муслим. И некој му да рече, па што значи ова? Што е ако исполнуваат или не исполнуваат? Не, ова вера има правила. Ова вера е огромна. Ова вера не е пазар и што ти знаја. Овде кога се вели ги исполнуваат условите и барањата и критериите на Бухари и Муслим, се Бухари и Муслим не се така случајно станати таке врвни книги. Ти имаат врвни услови, кои не секој еден човек ги исполнува тие услови. Иако може би во себе си тој е добар човек и верник човек е, но не ги исполнуваат барањата на имам Бухари и Муслим. Значи, Бухари и Муслим не се само книги што тие натрпале тука хадиси и еве го ние имаме Бухари и Муслим извано. Не. Ти само, значи, гледање на пренесувачите, значи, тоа е на себе наука учење. Наука на себе. Овде во овој хадис, што го пренесува, значи, Ибн Аббас радијаллаху анхума, дека тој го видел пекамберот салаллаху алейхи ва селем како земат абдест и сите дела што треба да се измиет во текот на абдестот по еднош. Значи по еднушка ги измиуваше пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи еден пат само. Значи и лицето еднош, не три пати, туку еднош. И раците еднош, и нозите еднош, не три пати. Во ова, вели шејх Зейд рахимуллах, во овај хадис, учиме ние дека дозволено е исто да сите дела што треба да се измиет во текот на абдестот, дозволено е и по еднош да се измејуваат. Само еднош. Но со услов кога ги миеш ти еднош, тогаш целосно, комплетно да го измиеш тоа. Значи не да оставиш нешто суво. Например, лицето го миеш еднош. Цело лице треба да го опфатиш тогаш. Или раката до лактото. Цело.
Znači, ne pola rakata se izmetlo, a ne veliš ja samo jednoš se, ne od toga štaki. Znači, ti si se odlučil sega vo ovaj abdest, jednoš da gi miješ racite, toga šama trebiš, jednoš celo da opfati toa. No najsovršenijot način na zemanje abdest je onoj način koji prenese vo hadisot na Uthman ibn Affan radijallahu anhu. Znači, po tri pati. No, ako zemi čovek od iso po jednoš, njegovi od abdest je potpolno ispraven i to može da se klanjat. I isto na kraj velit Ibn Abbas radijallahu anhuma nadaha velit šejh Zaid rahimahullah znači da zemiš znači jedan grst voda, i da je isfarliš, da je isparskaš taja voda na organot i na znači na dolnio znači na dolnata obleka. Zašto se ova rabota odstranuvat vesvesi od šeitanot. Zašto koga čovjek od ke isfarlit, i ova je preneset isto od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, znači da gi izmokriš dolnata obleka so voda, zada nemaš vesvesi potoa, da li izleglo kapka voda ili ne izleglo kapka voda. Znači ova je wa nadaha. Isto go pravi, znači i pekamberot sallallahu alaihi wasallam. Slednji od hadis, i to je poslednji od večerva koji go učime, a to je وعن بريدة ابن حسيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني للجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من القريش فقلت أنا قريشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد فقلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا وتوضعت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه. Ovaj hadis koji go prenesuvat sahabi od Burejda ibn Husejb radijallahu anhum kažuvat deka jedan den stana se razbudi pekamberot Muhammed sallallahu alaihi wasallam i go povika Bilala. Mu reče, ja Bilal, o Bilal, bima sabaqtani lal dženna, so ošti me premina vo džennet. So ošti me premina vo džennet. فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. Nikogaš ne vlegov vo džennet, ostven gi slušnav tvojte čekori pred mene. دخلت البارحة, vlegov sinoća, فسمعت خشخشتك أمام, jaz gi slušnav tvojte čekori pred mene. Jaz dojdov do eden zamok, znači eden golema znači palast, što beše od zlato. Fakultu li men hada al qasr,
od kogo je ovaj zamok? Mi rekao, od jedan čovjek Arab. Reče pekamer, ja sam rekao, ja sam Arab. Od kogo je ovaj zamok? Rekao, od čovjek, od Kurejšitita. Pekamer odreče, ja sam Kurejši. Od kogo je ovaj zamok? Rekao, znači melačinata, ovaj zamok je od jedan čovjek od ummetot od Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pekamer odreče, ja sam Muhammed. Od kogo je ovaj zamok? Rekao, ovaj zamok je od Umara ibn al-Khattab radijallahu an. Znači, ova go vide pekameru sallallahu alaihi wasallam vo son. A sonovite od pekamberite se objava. Sonovite od pekamberite se objava. Koga slušna Bilal radijallahu anhu ovaj hadis, ova kažuvanje, ova objava od pekambera sallallahu alaihi wasallam, deka kako gi slušat pekambera sallallahu alaihi wasallam, negovite čekori pred nego, i so uštime premina vo džennet o Bilal, reče Bilal togaš, mu odgovori na pekambera sallallahu alaihi wasallam, reče, ja Rasulallah, o Allahovu pratenik, jas nikogaš ne vikav ezan, ostven, posle ezanot se klanjav 2 rekati. I nikogaš nego rasipav abdestot, znači nego anulirav abdestot, znači anulirane na abdestot so izvršuvanje, znači golema potreba ili mala potreba ili izlaganje, znači na vozduh. Nikogaš nego anulirav, nego rasipav abdestot, ostven zemav abdest nov i togaš gledav deka Allah subhanahu wa ta'ala imat pravo na mene da jaz da se klanjam za Allah 2 rekati. Znači, uvek koga Bilal radijallahu an go rasipuvaše abdestot, zemaše odma nov abdest i novi od abdest odmah koga go zemaše se klanjaše 2 rekati namaz. Togaž mu reče pekambera sallallahu alejhi ve sellem bihima, so tije dva rekati što gi klanjaš posle zemanja na abdest, znači go imaš pobedeno džennetot. Ovo je hadis go imat preneseto imam Ahmed i imam Tirmidhi rahimahumullah. Znači, veli šejh Zaid rahimahullah v objasnovanju to ovaj hadis, deka prvi od pridones od ovaj hadis kojeg učime je deka vrednosta na Bilal radijallahu an i deka pekambera sallallahu alaihi sallam go postreke nego so džennet. Deka nije veruvame poradi ova što dojdeno v ovaj hadis deka Bilal radijallahu an je eden od džennetlite. Isto vtor pridones što učime nije v ovaj hadis je vrednosta pozicijata na Omar al-Faruq radijallahu anhu. Isto pridones što učime, a to je pričinata na hadisu što je tuka, deka posle seko je zemanje na nov abdest, vo koje bilo vreme, dozvoljeno je da se klanjaš 2 rekati nafile namaz. I tije se pričina da čovjekot može da go pobedit džennetot od Allah subhanahu wa ta'ala. Da bili znači nagraden su dženna. Kako? Tuka v konkreten primer Bilal radijallahu anhu. Znači, koje je bilo vreme? Veli šejh Zaid rahimullah, da li se on je vreminja koje je zabraneto da se klanjat namaz ili drugi te vreminja koga zemat abdest čovjekot mu je dozvoljeno na nego da se klanjat 2 rekati namaz. Što može bi nije sme nevнимателни во овие 2 rekati namaz, a sodržuvat
soдржуваат огромна награда. Огромна награда. И на крај, некој може да рече, па како може тука велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам бима сабактени илал дженна, со што ме преминати мене во дженнет? А се знаете дека први човек кој ќе влезит во дженнетот, на кој ќе му се отворат дженнетските врати, први човек е и од сите пекамбери. Први човек е Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Тогаш, што значи това како ме преминати мене во дженнет? Ибнул Каим рахимуллах и Ибн Хаджар ел Асқалани рахимуллах и други алими го објаснуваат ова не содржуваат и не значи дека Билал ради Аллаху ан ќе влезе на судниот ден пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам во дженет. Туку ова значи како што работникот, како што слугата оди напред пред неговиот господин, оди пред него тој, така исто Билал ради Аллаху ан ќе оди пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам како почест за Билал ради Аллаху ан. Значи во дженнет напред, не дека тој пред него ќе лези, туку кога ќе биде во дженнет, Билал ради Аллаху ан ќе биде пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ќе оди пред него. Како во дуњалокот што се случуваше, така исто значи и во дженна кога ќе влезат, дека Билал ради Аллаху ан ќе му биде доделена оваа позиција, овај чест од Аллах субхана ва таала, поради неговото служење за исламот, неговото служење на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И ова покажуваат исто дека Билал ради Аллаху ан ќе умрит како муслиман, ќе умрит како сахаби. И ова кажуваат, значи, од знаците на пекамберството. Дошто пекамберот салаллаху алейхи ва селам го постреќе Билал ради Аллаху ан во ова време и Билал ради Аллаху ан живееше уште долго после смртта на пекамберот салаллаху алейхи ва селам и умре како сахаби, умре како муслиман и, значи, не се промени Билал ради Аллаху ан од она како што го остае него пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Биднилахи таала, ќе застанеме вечерва тука и идниот дерс ќе учиме бабул месхи алел хуфейн. Значи, поглавието правење месх на чевлите. Но во ова поглавие има неколку хадиси што би иднилахи таала тие хадиси ќе ги учиме во следниот дерс. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.